Добро, благодарам на присуството. Денеска сме тука во општина Газибаба, во едно преубаво населено место Стајковци, со едни прекрасни луѓе кои што од секогаш доаѓаат на овие средби со граѓани кои ги имаме, ги слушаме нивните проблеми, но се разбери доаѓаат да чујат и ние што имаме да кажеме. Македонија е за сите луѓе. Ова е позади мене Македонија, народот на Македонија доаѓа на вакви средби за да покажеме зашто ВМРО-ДПМ е народна партија. И драго ми е што често пати тука во Газибаба имаме можност да зборуваме за многу проблеми, но драго ми е што Боби, како градоначалникот, кога стана градоначалник, многу проблеми ги решава насекаде. И тоа е за пофалба и сакам јавно пред сите да го пофалам градоначалникот, тимот во Газибаба, председателот и тука на заедницата што е на општинскиот комитет, но и сите останати како советници и слично, што даваат постојано поддршка за сите проекти на ВМРО-ДПМН и мислам заслужуваат огромна почит од сите жители тука во Стајковци, во сите останати населени места. Ние продолжуваме на терен да се видиме во повеќе населени места тука во Газибаба, ќе бидеме во Булачани со граѓаните од повеќе други населени места, но ќе разговараме за сите актуелни проблеми и сите теми што моментално ја тиштат Македонија. Се разбира, една од главните теми моментално е денеска најактуелна е повторно темата со Бехтел, односно со автопатите, каде што видовме дека наместо да идат во собрание по регулатива, како што е по процедура, во комисиите оние што се задолжени да се расправаат законите, денеска слушнавме една брука. Слушнавме дека сакаат со европско знаменце да нема расправа, да знаат сите граѓани да нема расправа за овие закони, бидејќи со европско знаменце за 2 дена мора да поминат. И тоа е плячка на векот. И затоа сега е моментот. И добро е што Европска унија веднаш кажа дека не е потребно европско знаменце на вакви закони. Тоа не се реформски закони и не смеат да бидат со европско знаменце. Но добро е да видиме што ќе се случува. Затоа внимавајте овој нареден период што ќе се случува, бидејќи на сила, ако пројдат овие закони, тогаш ќе ја видиме најголемата плячка во историја на Република Македонија. Затоа сме тука да разговараме со граѓаните. ВМРО-ДПМН како пратеници ќе дадат се од себе да ги спречат овие закони, но и сакаме да има расправа, постојано го збориме, јавна дебата, да се покаже договорот и така натака, но некој ептен го крие. Овој договор ептен крие што е позадината. Со овој последен чин и овој гест, ова е срам за Македонија. Останува да видиме што ќе се случи, но повторувам, сега има задача Европската унија, овде комисијата, делегацијата да каже не за овие закони, бидејќи најдобро е да идат во матичните комисии и тамо да се разговара. Ние насекаде ќе збориме за овие штетни работи и ќе збориме како правилно и како реформски Македонија да биде членка во ЕУ, онака со подигната глава, а не вака корумпирана. Благодарам.